Град Скопје распиша јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните од подрачјето на Скопје за купување велосипеди во максимален износ до 4000 денари по лице со вклучен данок на личен доход. Апликациите за учество на јавниот повик може да се доставуваат до 31 октомври 2024 година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од буџетот. Председателот на ЗЕЛСИ, градоначалник на Кисела Вода Орче Ѓоргиевски, изрази уверување дека владата на Република Македонија ќе помогне во решавање на деценискиот проблем, особено во подземната инфраструктура и образованието. Тој истакна дека актуелната организација на општината е добра, но недостигот на менаџерски способности кај поединечни раководители представува проблем. Ѓоргиевски верува во капацитетите на градоначалниците и очекува подобрување на состојбата по потпишувањето на меморандумот за соработка со новата влада. Денеска беше представен првиот сувенир изработен од биоотпад, создаден од UNDP во партнерство со град Скопје. Сувенирот е направен во биотехнолошката лабораторија на Средното училиште Марија Кири, отворена со поддршка на UNDP и УНИЦЕФ. Проектот има за цел да промовира биоотпад како ресурс за уметност и одржливи решенија за заштита на животната средина. Поради планирани зафати во електродистрибутивната мрежа во петок, без напојување со електрична енергија ќе останат во периодот од 8:30 до 12 часот корисниците на улица Јури Гагарин број 12 во општина Карпуш. Општина Аеродром започнува есенска дератизација за уништување на глодарите и заштита на здравјето на граѓаните. Акцијата ќе третира 3000 шахти со 9000 мамци, со фокус на училиштата и градинките. Општината апелира до граѓаните за соработка и пријавување на појави на глодар. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.